Леснотијата со која се прифаќа верувањето дека постојат поединци кои преку гатање на дланка, гледање во филџан кафе или бање на различни начини во последните години доведоа до нагло зголемување на бројот на луѓе кои се прикажуваат како бајачи, гатачи и исцелители. Народот кога е на мака верува во се и се што, со цел да дојде до лек или спас од лоши состојби и болести. На таква лековерност ги тераат и скапото здравство и лекарства. На гатачи, бајачи дали веруваме? Не, јас лично не верувам. Тоа е нешто една верувам, едноставно не верувам, не е точно тоа. Лажат они. Тоа само лажат, не. Против бајачите и гатачите стои и Македонската православна црква, која буквално ги негира и ги смета за богохулници. Неодамна свештеници од Брегалничка епархија од 4 наместништва Кочани, Штип, Делчево и Радовиш под раководство на митрополитот Брегалнички господин Иларион и архимандитот на Лесновскиот манастир отец Дамаскин во манастирот Свети Пантелеймон во селото Пантелеј одржаа редовно годишно свештеничко епархиско собрание, на кое најголем акцент бил ставен на негативното влијание на бајачите и гатачите кај народот и како црквата да се справи со овој проблем. Одбењето народот вели, ако нема фајда, нема ни зијан. Се бае од уроци, од уплав, од завист, од нафрлено, од направено и така натаму. Некој баат со палец на чело, други со разни помагала. Дури имало бање преку телефон од Македонија во странство.